Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме многу интересни пирошки со различни типови на сирење и домашен свински колбас од нашите пријатели од Гурман Мес Атанасовски, кој ќе го спремам на малце по различен начин. Бидете со нас, затоа што веднаш почнуваме. Преска бев во Гурман Мес и кога влегов во месарницата, почувствував некој убав привлечен мирис. Ги прашав од каде доаѓа и ми рекоа од нашите домашни колбаси. Колбасот е полусув производ, може и така да се јаде затоа што е димен. Ја денеска ќе ви покажам како да го обработите на малце поразличен начин и додека одев на кај дома не ми текнуваше со што да го искомбинирам. Меѓутоа кога го отворив фрижидеров видов дека имам повеќе различни типови на сирење по малце. И решив од нив денеска да направам многу интересни пирошки. Овој пат нема да бидат со палачинки, него гледајте и све ќе ви стане јасно. Овој начин ќе го практикувате секогаш затоа што е многу поедноставен. Што треба да направиме? Во блендер ќе ги додадеме сите разни видови на сирења, бели и жолти, што ги имаме во фрижидерот. Ќе ги ставиме добро да се обработат. Имаме и плаво сирење, имаме и обичен млечен кашкавал, имаме и сирење грекос што ми остана, и имав и неколку зденки. И сега ќе го пуштам миксерот комплетно, све да измиксира, тоест да спои. Нема да го пуштам на јака брзина, ете така нека си мати, а ја за тоа време ќе направам бешамел. Во тенџерче што веќе го ставив на оган, ќе додадам млеко да се загрее. Во друга мала касерола ќе ставам тенџерче или касерола, путер да се растопи, а откако путерот ќе се растопи, како и секогаш, ќе додадам брашно. Си спремив малце мускатово оревче и копар кој ќе го додадам во сирењата. Откако сирењата убаво ќе се соединат и откако ќе го направам бешамелот, ќе го додадам во миксерот и целата смеса подеднакво ќе ја обработам, а од кога добро ќе се обработи, ќе ви објаснам како треба и што треба да правите. Меѓутоа, ајде да почнам сега да го исецкам копарот и да го додадам во сирењата. Еве го. Кога бев во Германија, бев да учам баварска кујна традиционална. Таму кобасиците сите знаеме дека се навистина многу познати, а пред се и многу вкусни. Сега ќе ви покажам како таму ги обработуваат. Прво, со едно мало ноже, ќе ги земете кобасиците, ќе ги сечете онака како што сакате, нели по големина, и со ножето засечете ги плитко. Еве вака. Сега свртете ја кобасичката од другата страна и повторно засечете ја. Ова морам да го исклучам, затоа што е сосема да. Преубава смеса добивме. Путерот веќе почна да крчка, а јас ќе додадам едно лажиче брашно. И добро ќе го соединам. Температурата ќе ја намалам и ќе оставам полека да си крчка, меѓутоа нема да дозволам да ја смени бојата. Ќе додадам малце сол и малце бибер. Колбасите ќе ги исечам и ќе ви објаснам точно што правам. Кога ќе ги засечете од едната страна и кога ќе ги засечете од другата страна, кога термички ќе ги обработуваме, ќе се подотворат тие делови каде што се расечени и ќе добиете како мали коцкички, што многу добро изгледа на кобасицата. Истото ќе го направам со сите парчиња кобасица и ќе добиеме одличен изглед и вкус. Овој пат кобасиците нема само да ги испршам, него прво ќе исецкам црвен кромит и добро ќе го карамелизирам во комбинација со тенки ленти од црвена пиперка.
Кобасиците ќе ги ставам во бело вино малце да издинстаат. Кога кобасиците ќе почнат да динстаат, од нив ќе излезе и вишокот на маснотија, а кога ќе испари виното, самите кобасици ќе се испржат во својата маснотија. Значи нема да додаваме дополнителна маснотија. Еве како може камерата да погледне какви се кобасиците на овој начин исецкани. Истиот процес. Кобасичките ги засеков од сите страни и сега ќе ги оставам малце на страна да го поставам прво бешамелот. Еве, погледнете колку е малку испржено брашното на средна температура, пака е идеално за бешамел. Сега ќе додадам мускатово оревче. Идеален зачин. Сега постепено ќе додадам млеко и ќе мешам. Ете така. И ќе мешам се додека смесата добро не се згусне. Одлично. Не ни е потребна голема количина на бешамел кога ги правиме овие пирушки, затоа што доволно е да имаме бешамел колку што ќе ја спои смесата. А и друга работа, кога ќе ги пржиме пирошките, процесот на ставање во брашно, јајце и презла се вика панирање, а процесот на пржење во длабока маснотија се вика поховање. И бешамелот е готов. Погледнете. Ова е густината што ни е потребна за ваков тип на пирошки. Супер. Сега ова тавче ќе го ставам тука, а бешамелот ќе го оставам малце да се олади. Ако ви се брза, бешамелот ставете го со тенџерчето во ледена вода. Ледената вода ќе помогне многу побрзо да се олади бешамелот. Има и друг начин, можете и вака топол бешамелот да го ставите во мешаните сирења, убаво да соедините смесата и откако ќе подолади, тогаш ќе ви покажам што треба да правите. Сега имам кромит. Земам малку брилијант, кој е идеално за обработување. Ете така, ќе ставам масло. Кромидот ќе го исечкам. Вака на месечинки. Откако ќе се загрее маслото, ќе го додадам кромидот, убаво да се пржи на средна температура. Сега вака ќе го сменам. Во ова тавче ќе ги ставам колбасите малку да се запечат, а потоа во нив ќе додадам бело вино. Велат дека црвениот кромит бил поубав и поздрав од белиот. А јас би рекол, кромит си е кромит, само бојата е различна. Откако го засиливме огнот, сега ќе го намалам да биде на среден оган, или ако готвите на струја од 1 до 9, нека биде на 5, сосема доволно. Полека, тој ќе си крчка и термички ќе се обработува, а како се обработува, така ќе ги пушта шекерите, кои полека ќе карамелизираат и ќе го дадат оној вкус што денеска ми е потребен. Ке дршката, само ова извадете го, зелениот дел. Другото се може да употребиме и нема потреба да фрламе. Извадете ги семките, гледайте да нема многу семки или воопшто да нема. Супер. Ова многу дебело испадна, ќе го намалам. Одлично. Откако кобасичките малце се запржија, како што ви кажа, во нив ќе додадеме бело вино.
ќе ги оставиме да си крчкаат. Не само што ќе ги оживееме, него ќе им дадеме еден посебен шмек од виното, една мала киселост, која дополнително ќе го разубави вкусот на овие прекрасни колбаси. Бешамелот е готов. Оној момент кога бешамелот ќе престане да испарува, тогаш е спремен да го додадете во смесата со сирење. Кромидот си крчка, на колбасиците им даваме живот со вкус. Пиперките ќе ги додадеме во кромидот. Сега ќе го пуштам миксерот, целата оваа смеса, полека да ја соедини. Во пиперките и во кромидот ќе додадам малце свеж рузмарин. Смесата ни е готова и се што има на маталката ќе извадам, пошто ништо не смееме да фрлиме. Сите продукти со кои што ја готвиме храната, мораме детално, комплетно да ги искористиме. Ете така. Еве, погледнете што добив. Сега има два начина како да ги направите пирошките. Едниот е со лажиче да ставите насекаде во иста линија, иста дебелина на најлонската фолија, а другата е многу поедноставна и полесна. Кобасичките какви се. Ќе го наполните шприцот со смесата. Врземе вака. Што го. И со ноже ќе пресечеме онолку колку што сакаме да ни бидат дебели пирошките. Пирошките не смеат да бидат многу дебели. Затоа што ќе ги замрзнам. Ќе ги извадам од фрижидер, ќе ги исечам на еднакви делови и така замрзнати ќе ги испанирам. Еднаш, ако има потреба, и два пати. А потоа, така ќе ги испржам во длабока маснотија. Ова шуба. Каква боја има пиперката со црвениот кромит и рузмаринот за мерак. Заборавив само да додадам малце сол, секако и бибер. Сега, погледнете што ќе правиме. Значи, ставаме вака, цел ред по должина на фолијата. Супер. И еве го моментот. Со фолијата полека, но внимателно завиткајте ја и оформете ја како ролат. Погледнете што добив. Идеално, исто, и сега замислете, кога ќе се замрзнат, ќе бидат исти вакви. Кога ќе ги испанираме, кога ќе ги испржиме, бешамелот ќе помогне. Кога сирењата ќе се растопат, кога ќе ги пресечеме од нив, да истече целиот мастрав. Тука е убавината. Как убаво замириса. Многу добар е сосот. За оние кои сакаат сладко, луто и малце кисело, идеално. И готови сме со гарнитурата за колбасите. Колбасиците исто така си крчкаат на среден оган. И сега почуваме, оставете неколку сантиметри од фолијата и полека стискајте со шприцот и внимавајте смесата да биде со иста дебелина. Еве го моментот е тоа. И истата процедура ќе ја завиткаме
со прстињата малце ќе стиснеме, меѓутоа внимавајте делот од фолијата да не навлезе внатре во смесата со сирење и со бешамел, затоа што тоа е веќе проблем. Ќе стиснеме. Еве. Одлично. Сега ќе ги ставам во замрзнувач, како што ви кажав. Потребни се час и половина до 2 за убаво да се замрзнат, за да можеме да ги исечеме и да ги испанираме, а потоа и да ги испоховаме во длабока маснотија. Смесата за пирошки со разни видови на сирење и со бешамел е веќе во замрзнувач и си се замрзнува. Јас ќе го искористам времето додека ги чекам да го направам сосот. Што треба да направам? Прво, ќе изрендам кицели краставички корнишони. Ако има многу вода од корнишоните, секогаш исцедете ги, па вратете ги корнишоните внатре. Овие не се многу воденести, така да нема потреба да ги исцедам. Сега ќе додадам павлака. Ќе додадам лимонов сок и ќе додадам семф со синап. Ќе додадам многу малце сол, а ќе додадам малце повеќе бибер. Сето ова убаво ќе го соединам. Супер. И во него ќе додадам витанес. Обично се прави тартар сос кога имаме нешто панирано па поховано, меѓутоа овој пат јас со павлаката и со семфот ќе дадам една посебна свежина што ќе им биде потребно на пирошките, затоа што сите тие сирења што ги стави внатре, а и самиот бешамел се многу јаки и масни. Сега ова ќе го затворам и ќе го ставам во фрижидер, а веднаш потоа ќе почнам да ви објаснувам како да ги испанирате и како да ги испржите пирошките. За кратко ќе ги извадам смрзнатите пирошки или смеса за пирошки од замрзнувачот, затоа што веќе се добро замрзнати. Што треба да направиме? Во 3 посебни садови да ставиме брашно, јајца и презла. Јајцата треба секогаш добро да ги изматиме. Што значи тоа добро да изматиме? Погледнете сега. Кога ќе дигнеме вака, да паѓа надоле како да тече вода од чешма. Тогаш јајцето е добро изматено. Идеално. Сега, со еден нож ќе ги пресечам. Многу едноставно. Прво на половина, потоа на уште пола. И ќе пробаме да ја одмотаме фолијата. Сега, веднаш ќе ги ставиме во брашното. Убаво од сите страни ќе нанесеме еден убав слој на брашно. Додека ова го правите, не заборавајте да ставите масло да се грее. И сега погледнете, драги мои. Со помош на една вилушка, убаво од сите страни ќе нанесеме јајце, потоа ќе ја извадиме, ќе го исцедиме вишокот на јајце и ќе ја ставиме во презлата. Со презлата, полека и внимателно од сите страни, еве. И сега, ја зимаме пирошката и повторно ја ставаме во јајце, еднаш во брашно, 2 пати во јајце и презла. Меѓутоа, внимателно и полека. Треба да има убава и дебела кора за која ќе ја пржиме да не истече се однатре. А и која ќе јадеме да биде покрцкава. Сега ќе ја ставам во чинија и истата процедура, истиот процес и со другите пирошки. Сега ќе ги ставам пирошките, многу внимателно, секогаш од оваа страна према ѕидот или према плочките или како и да е. Еве ги погледнете. И секогаш треба да има длабока маснотија со цел да ги покрие пирошките и од сите страни, убаво да бидат испржени. Додека пирошките си се пржат, во големо тањирче ќе ставам повеќе сос. Да видиме,
еве ги ја добиваат бојата. Додека пирошките си се пржат, јас ке ги сервирам колбасите. Бидејќи ова е групно јадење, еве што ќе направам. Целата оваа смеса со зеленчук ќе ја додадам на едно место. Ова е моментот кога треба да ги извадиме пирошките, кога од нив ќе почне да излегува смесата со сирење и бешамел. А погледнете бојата колку е идеална. Ајде сега да ги ставиме и какви се кобасичките. Зеа малце од сосот. Одлично, и тоа многу ми се допаѓа. Сега врз кобасиците ќе ставам многу убаво домашно масло направено од свежи билки. Вака сакам во голема чинија, една до друга. Шубаво, сари една ќе си оставам за мене и ќе пробам само да земам ноже да ја исечам. Ајде да ви покажам на вас, драги мои. Погледнете го овој момент. Погледнете го. Видете ја внатрешноста. Ќе исечам и од оваа страна. Ова ја секако ќе опробам. И сега ќе исечам и горниот дел. Тенко од овде. Тенко и од овде. Тоа е тоа. Ке ставам и врз нив. Толку, драги мои. Вистинско задоволство ми беше денеска да сготвам едно превкусно топло предјадење, едно главно јадење со колбаси од Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром. Имајте убава и пријатна вечер. И нека ви е на здравје! Тоа беше се за денеска, драги мои. Се надевам дека пирошките ви се допадна, начинот на кој ги спремив исто така ви се допадна и се надевам дека истото вие ќе го направите во вашите домови. А за колбасите, едноставно, посетете ги Гурман Мес Атанасовски во населба Аеродром веднаш до пазарчето, купете и направете го истото за тоа што вкусот е магичен. Имајте добра и пријатна вечер.